Честопат имаме впечаток дека операта е нешто круто, сериозно, па издодевно. Но историската реалност е сосема поинаква. Пред да постојат телевизијата или киното, кога луѓето сакале да изгледаат приказна со специјални ефекти, драма, романса и музика, оделе на театар и на опера. Светлата во театарот не се гаселе. Луѓето оделе во ложите за да јадат, да пијат, да играат карти и да озборуваат. Тишина имало само кога ќе настапила славната арија на тогашната дива. Зошто се уште е забавна денес? Затоа што оперите се преведени и постојат титли во реално време. Модерни продукции доближени на сегашноста, па дури и кинопреноси во живо, како на пример од Метрополитен операта во Њујорк. Ако сопранот е наивката или хероината која најчесто умира од љубов на крајот од делото, тогаш мецо-сопранот е без сомнение најинтересниот лик во приказната. Таа е гласот на искуството, на заведувањето, на мистеријата и многу често онаа која ги носи панталоните, ќе ви објаснам подоцна. Се вели дека мецо-сопраните се душата на операта. Мецо-сопранот игра и машки улоги. Таа е заводницата Кармен или подлата Далила, но е и вештерка, мајка, гатачка. Кога би бил светот на операта Шаковска табла, мецо-сопраните би биле кралицата. Тие имаат најголема подвижност, можат да бидат мрачни, блескави, мажевни или фатални. Една од нашите најпознати мецо-сопрани во земјата и надвор, Николина Јаневска. Николина, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов. Во Македонија си сега во моментов, бидејќи живееш во Италија, односно живееш Италија, Македонија. Дојдена си за премиерата на Дон Джовани во Скопје, во нели од Моцарт, македонско-италијанска продукција и ти ја играш улогата на Церлина, девојката која Дон Джовани се труди да ја заведе. Прво, како се чувствуваш да се вратиш на нашата сцена и како е да го пееш Моцарт, бидејќи е за вас мецо-сопраните еден посебен автор, композитор? Да, интересно е Моцарт, заради тоа што во тоа време, да речеме дека како ние ги толкуваме гласовите, како ние размислуваме за што е мецо-сопран, што е сопран, во тоа време се уште не било баш преодредено строго на тој начин. И во тоа време постоеле улоги кои што се викале сопран 1, сопран 2. Значи тоа и постоеле контраалти. Сега, сите овие улоги кои што во денешно време може да кажеме веќе традиционално се изведуваат од мецо-сопрани, се за сопран 2. Како што е Дора Белла во Кози фан туте, што исто така јам изведено тука кај нас во Македонската опера и балет, и исто така и Церлина, а и Донна Елвира. Значи, исти тие улоги може да бидат изведени од сопран и од мецо-сопран. Многу се напорни, бидејќи се напишани на еден специфичен начин, многу за тие што се бават со пење знаат, сите напишани во преминут на гласот. Значи, од преминут зборам, за него ќе преминеме од регистарот на зборање во регистарот на оперско пење, и тоа е многу напорно за нас. Значи, треба многу да си солиден со техниката за да може тоа да се издржи. И не само да се издржи, него тоа треба на публиката да им делува со леснотија, бидејќи Моцарт, за разлика од некои подоцнежни автори, е специфичен по тоа што звучи лесно. Нели кога ќе слушнеш тежок за пење до максимум. Да, тука нема простор за да се удри нели со сета сила, со форца, тоа све треба да биде меко, да лебди, и тоа е навистина напорно.
Мецо-сопран во суштина за многу нели категории не постои, затоа што е во суштина сопран, односно вториот сопран. Мецо-сопрано, ајде да им кажеме на гледачите, е половина сопран, што никако не е половина. Интересно е што мецо-сопраните во суштина може да додат и повисоко, односно да пеат поиздржано високи тонови. Многу од познатите сопрани како Марија Калас во суштина почнуваат како мецо-сопрани, па стануваат сопрани. Така што вие сте на една танка линија која што е тука, нели, сопран, мецо-сопран или втор, не е ни важно, важно е дека имате навистина преубави улоги, баш ке споменеме низ интервјуво, низ емисијата. Влегуваш во музиката од многу мала, претпоставувам, од кога си родена, знаеш дека сакаш да пееш. Веќе на 7 годишна возраст учиш виолина во нижото музичко училиште и потоа средно и високото образование на соло пеење секако. Зошто виолина на почеток? По инерција, веројатно, бидејќи мојата сестра свири виолина и сега кога дојде време за упис, првата година се изучува само солфеж кај нас во државното музичко училиште и пред крајот вообичаено не прашуваат дали некој има желба, дали некој нешто, нели, поготово сака. Сега тоа што беше интересно е што ако доколку забележат некои одредени карактеристики физички, не зборам само за кој има поголем талент, кој има помалку талент, должина на прсти или така натаму, бидејќи секој инструмент захтева некои физички карактеристики. Сега тие што се дувачи знаат како да ги препознаат во децата и пробуваат и професорите сами да речат да супер е, ама јас мислам дека подобро би се нашол во некој друг инструмент. Така да јас бев упатена за виолината од повеќе причини, меѓу кои и малку по инерција, фамилиарно. Чекај, сестра спомена, нема да ми кажеш дека ти е Адријана. Но јас не знаев. Не знаев, видите колку убаво изненадување. А слушни, и личите во суштина, а и темброт на гласот и се. Да, во гласот исти, там. Гласот ви е и начинот на зборување. Да, но и дедо ми исто свирал виолина. Така да имаше една, како да кажам, инерција од страна на фамилијата дека ајде, ќе се запишам. Да, ама и добар старт е тоа. Генерално јас мислам заради тоа што секој кој што свири виолина, дури никогаш да не се занимаваш, никогаш повеќе да не отсвириш еден тон, многу помага за слухот, бидејќи не е темпериран инструмент. Едноставно треба да процениш каде да го ставиш прстот, нема дугме. Така не. И фактички тоа го тренира увото да слуша, да речем измеѓу фреквенции, да бидеш многу прецизен, што подоста ми помогнало со пеењето, ето да речеме. Талентот од каде ви е тогаш на двете ви и за виолина и за пеењето, гласот ви е? Да, има. Значи, иако моите родители немаат никаква поврзаност со музиката, апсолутно никаква, имам и татко ми е многу талентиран за музика, свири повеќе инструменти од желба, не бил образован, но како што реков, неговиот татко исто свирил виолина, иако не се занимавал професионално со тоа, но свиреле инструменти. Од страната на мајка ми, баба ми беше многу музикална, така да по тој принцип. Но јас мислам дека за класична музика генерално сестра ми исклучува тука во приказната, но во големиот дел од случаевите ако некој влезе во класичните води, најобично има уште некој друг во фамилијата. Тоа така функционира. Да. Бидејќи многу карактеристично дека некој сам ќе му дека ќе ти текне и опера. Ајде се, да. Твоето дебе е на 23 годишна возраст, многу млада во Националната опера и балет. Која беше првата улога што ја одигра? Да речеме прва поголема улога беше Волпино, што е машка улога. Во Ло Специјале од Хајден. Имав една пред таа испеана пократка во истата година, неколку месеци претходно, кратка епизодна улога во Лиди од Македонија. Ајде да кажеме дека прва улога е Волпино. И беше многу добро искуство, бидејќи имаше ари, има три ари, има речитативи и така натаму. Иако беше на македонски јазик приспособено. Фантастично. Во минатото
се пееше на македонски во Да, нашата ама опера. генерално да речеме дека оперетите или комичните некои опери или такви помалецки што се за мала сцена се гледа да бидат на македонски од проста причина што треба да биде, ако е нешто хумористично треба Разбирливо. директно да биде. Да. Кажи ми, исто во македонскиот мюзикал Пенелопе Икс работиш, Да. заедно со сестра ти. Да. Јас ја видов, само што не помислив дека, видаш, дека сте побрзани. Какво е тоа искуство, бидејќи тоа е сепак поинаква музика, не е оперска? Да. Таму во тоа што беше интересно во тој проект, сите тие проекти за мене беа, како да кажам, едно по друго тула која што се гради, највеќе од се ми помогнале за актерската игра. Преди све, не толку за пеењето. Бидејќи пеачкиот дел не беше захтевен, но актерската игра, да бидеш во присуство со големи актери, бидејќи кастот беше фантастичен, да, така да, тоа беше тоа што мене ми помогна. Значи да размислувам на друг начин. Ние секогаш тргаме секош од гласот, чека да застанам, да си се наместам, да си испеам, а впрочем, не е тоа. Особено во денешно време не постои веќе тоа. Значи, да, битно е и ова, битно е и да се да, битна емоцијата, да се одлуми. Луѓето веќе нема трпение да седат и да слушаат статични пејачи, така да многу ми помогна. Во два мюзикли сум настапила, едниот е тој, другиот е Свирачот во покривот, и двата ми помогнале да работам токму тоа на актерската игра. Во 2017 излегуваш од границите на Македонија, твоите први настапи се во Кина, колку сватив. Да. И имаш 3 проекти, 2 оперски куќи или театри, една е фамозната продукција на Травијата од Франко Зефирели. Кажи ми за нешто за тие настапи. Тоа беше експлозија. Да, многу беше напорно. Значи тоа бе 2 месеци, турнеа од 2 месеци, во кои што испеав точно 24 представи. Значи ако не ги тргнеме пробите, значи тргнеме проби генерални, представи со публика, значи толку пати отворивме завеса. Настапи во Кармен, како Мерцедес, неколку пати, како Кармен 2 пати, како Флора во Ла Травијата, како Церлина исто во Дон Джованни, исто фантастичен каст. Карло Коломбара беше Дон Джованни, така да, тоа е тоа. Тоа беше многу добро искуство. Во тој момент јас не зборев италијански, зборев само англиски, но целиот тим беше од Италија. Значи оркестрот беше од Наполи, да, од Неапол, а хорот беше од Сицилија. Сите бе од Италија, тоа да речеме од Јужна Италија, не зборат англиски. А не зборат ни италијански. Да, точно. Да, тоа ми беше мене стварно напорно, изолирачки беше искуството од тој аспект, но да, мислам, се работи многу добро, условите се фантастични во Кина, значи театрите... Сите тоа кажуваат дека работи се на милиметарски прецизно. Да, значи во Тианжин, првиот театар беше во Тианжин, условите се фантастични. Театарот, од гримиорни, од се, значи шминка, фризура, прекрасно. Значи, навистина нема потреба да се грижиш, да трчаш, се е за тебе организирано. И истото после во Харбин. Харбин е на север од Кина, тоа е близко, како да кажам, значи се граничи со Сибир. Так. И сега, во тој момент беа минус 25 степени надвор. Значи тоа за пејачи сите бевме покриени со се, практично не излегувавме од хотелот, нели да не се настидеме, да не ова, да не она. Но се пее во секакви услови, се пее театарот там, тоа е еден од најубавите театри по мене во светот, како архитектонско здание, нешто фантастично. Па од таму после се симнавме сосема на југот во еден остров што вика Хајкоу, кој што е близко, како да кажам, до Виетнам. Значи од минус 25 до плюс 35. Така. Да, тука поласи се изразболат. Па и така, многу беше убаво, напорно, бидејќи многу представи требаше, значи буквално немаш простор да се разболиш, бидејќи на страна, кога кажам било каде освен во Македонија, значи ако не си вработен пејач, те плаќаат само ако пееш. Значи ако не испееш, ако си седал еден месец на проби и не го испееш представата, нема да бидеш платен. И тоа за разлика од кај нас. Да, тоа фактички те прави да станеш малце, да се плашиш од болести, да се плашиш од се.
Не бидејќи било што може да се случи, нели, да те доведе да мораш да откажеш и тоа фактички џабе се. Следната година се случува и твојот прв настав во театарот Петруцели во Бари. Да. Во една улога за мене една од поубавите мецосопрански и воопшто опери, Риголето на Верди, улогата на Мадалена. Таму има еден преубав квартет кој што го пеете пред убиството на Джилда. Какво е чувството да се настапи во земјата каде што е оригинален, нели? Авторот е од таму, а и самата опера потекнува од Италија воопшто. Сигурно беше... Да, многу голема емоција, поготово бидејќи Бари е една од фондациите на Италија. Бидејќи Италија има, мислам дека во секое село има театар, да. Но не се сите државни театри. Едни од државните театри кои што се поддржани од Министерството за култура на Италија, каде што навистина вложуваат многу пари, во смисла на квалитетот, се мисли на се одржува на високо ниво, е меѓу кои Бари. Еден од тие. И сега, да, тоа беше многу голем стрес за мене, бидејќи улогата е не дека е толку захтевна музички, него е многу позната, едноставно секој таму ја познава, таа улога ги знае зборовите, особено во изговорот, ако не ти е совршен, во Италија многу прават многу проблеми прават за тоа, за изговорот, ако не е како што треба. С кого работите тука? Италијански имате? Не, работев италијански, пред турнејата во Кина, бев околу 2,5-3 месеца во Палермо, кај еден маестро Марчело Јоција, кој што е вокал коуч, и буквално ми ја преврте целата техника. Значи вака како чорапа. Значи од едното сосема поинаку почнав да пеам. Сега со него буквално зборче по зборче, едно по едно, вака требало, и значи целиот концепт ми го смене за пеење. Сега кога поминаа тие 2-3 месеца, потоа јас пак се враќав од време на време, значи после 2-3 месеца пак на рефреш, да се потсетим или ако треба да сменам некоја улога или некоја нова улога да научам, и се враќав од време на време, така да таму студирав во Италија. Меѓу другото сум професор по италијански и те слушам како ги изговараш, така што добро те научил. Изговорот ти е одличен. Тереза Берганса, една од најпознатите нели мецосопранки од Шпанија во случајот, ќе каже за Кармен дека не се потребни моќ и премногу викање, туку напротив дека е улога која што има многу сензибилитет и која што има шепот во себе. Кармен во суштина не е ни опера, е оперета според да, бидејќи има многу зборување, нели има и зборување. Да, е хибридно нешто. Хибрид, да. Сега, бидејќи веќе ја имаш пеено Кармен, што значи да ја пееш заводницата Кармен и таа шпанска крв и страст да се прикаже на сцената? Кармен е многу тешка улога од следната причина. Предолга е. Значи, треба да се издржи тоа. Тие 3,5 сата музика без паузи. Значи, со паузи е предолга. Значи, навистина тоа е најголемиот проблем. Бидејќи кога ќе излезеш и ќе испееш хабанерата и мислиш готово. Не е готово, има речитативи, мислиш готово. Не, сега дилјата и готово. Не, има финал и тоа крај нема. Па вторичин има почнува со арија, па има еден огромен дует 20 минути без пауза. Значи, вторичин кога ќе влезе Кармен, не излегува практично до крај на чинот, тоа е еден час. И со картите кога гледаат. Нема крај тоа, нема крај. И едноставно, ако почнеш, тоа добро го кажала маестрот Тереза Берганса. Ако почнеш да притискаш, ако почнеш да удираш, да викаш, нема шанси. Док финалето кој ќе го испее на крај со ќе треба да дојде друг, дај друго дете. Тоа е проблемот. Во долги улоги, бидејќи тоа се различни тежини. Точно Мадалена, да речеме и Кармен, како карактер, да речеме, се многу приближни. Тоа сакаме да сензуалноста и тие работи, но проблемот е што Мадалена и влегуваш, веднаш треба да дадеш максимум, обратно од Кармен, значи одма треба да испукаш сите куршуми, заради тоа што малку ти е времето да се покажеш. Не можеш да се дозираш, да речеш, ај чекај сега малку после. Не, треба веднаш, тоа се во прва октава за нашите гледачи, значи ниско.
значи науката, самата физика не налага дека што пееме повисоко, тоа е погласно, едноставно природно е погласно. Значи мецо-сопран и најтивко да пее, ама ако пее висок тон, ќе се слушне, тој патува тој тон. Додека мецо-сопранот во прва октава тоа мора да дадеш многу повеќе сила за да тој тон да се исто се слушне, што е многу голем проблем точно во тој квартет што го кажавме во Риголето. Додека Кармен, најтешкото во Кармен е да се издржи технички до крај и второ е ликот на Кармен. Кој е Кармен? Заради тоа што во целата историја тоа се дебат. Зашто ја напишал таа опера Бизе за Кармен, нели? Зашто не е за некој девојче кој што било невино и ја спасил некој? Зашто е Кармен? Нели, која е Кармен? И тоа уствари најтешкото, да разбереш дека е за слободата на жената, да одбере дека можам да решам дека не те сакам. И да не ти дадам повеќе објаснување од тој момент натаму, тоа не ќе чини животот. Ама она и тоа го прифаќа, она го виде во трети чин дека ќе умре, знаеше веќе. И оди, вика, подобро ќе умрам, него да свиткам глава, нема да го направам тоа. Значи, тоа е најинтересното во Кармен, да се долови. Не е само за водница или некоја секако, тоа е драмата е дека е убиство на жена. Тоа е Кармен, за тоа се работи. И тоа е целата, И тоа е целата тензија од почеток која што почнува со љубовната приказна со Дон Хозе, кога ќе се сретнат и ќе се развие да тој, нели, да треба да ја остави војската, да остави мајка му, за да отиде со неја во планина, за он во еден момент да рече досадно ми е веќе, нели? И он вика како досадно ти, ама јас остави се за тебе. Не, тоа е, не те сакам повеќе. Кажи ми, исто Тереза Берганса има еден убав напис кој што го има напишано, каде што кажува за што се има работено и како е дојдена до тоа да стане Тереза Берганса. Вели дека има мал репертоар, не вземала премногу улоги, но дека посветувањето на улогите и нели совладувањето на таа добра техника мецо-сопранска ја прават тоа што станува една од најпознатите. Ти како бираш улоги? Те бираат тебе според твојата зрелост или како? Така е, значи проблемот во денешницата е што има помалку работа од претходно. Тоа што преска го спомнавме за сите тие театри во помали места, денеска се уште постојат, но имаат многу помалку продукција. И тоа фактички носи да има многу помалку работа за сите. Зборам за надворот, ако не си вработен, нели, ако сакаме да кариера интернационална да градиме и така натаму. Тоа фактички значи за сите што се мецо-сопрани и баси, ако сакаш да работиш, мораш да работиш и на помали улоги. Мораш, едноставно, инаку нема да има работа. Така да тие улоги што се средни и пониски те бираат, не може. Значи, едноставно не можеш да поменеш низ тоа. Додека за големите улоги ги бирам според моменталните мои способности. Во мојот случај, периодот на ковид, тој период додека бевме дома, никој ништо не можевме да работиме, не можевме да се извршиме работата, го искористив да совладам некои улоги кои што сакав да ги пеам во наредниот период, за кои што сметав дека бев доволно спремна технички и кои што ми служеа и сосема случајно после се отворија различни врати и ги отпеа во наредниот период. Меѓу кои Барбиера ди Севилја и Норма. Тие се две улоги, баш што се за мојот глас, лирски мецо-сопран. И по тој, да речеме, јас бирам тоа што е најдобро за мојот глас во овој момент, што не значи дека ќе биде за 20 години. Така. Сега во овој момент. Свештеничката Вајда, Далџиза во Норма, Сантуца во Кавалерија Рустикана, Фенена Набуко, Дидо во Дидо и Енеа, Веселата вдовица. Споменав дека кажи ми прво, имаш нека омиленарија? Може да и сопранска, не мора... Омиленарија?
Не сум размислила. Затоа што за мене една од најубавите арии што се напишани за твојот глас, за лирски мецо-сопран е Монка суврата воа. Да, од Самсон и Далила е преубава е таа. Тоа навистина се отвора, сите срца се отвораат. Да, преубава е хармонијата. Многу интересно бидејќи мојот вкус за музика како слушател е различно од тоа што мене ми е убаво додека пеам, додека пеам, како пеач ми се допаѓаат повеќе виртуозни дела, значи кои што содржат колоратури, кои што содржат Чичилја Бартоли сакаш да бидеш, така? Значи што се, како изведувач тоа ми е не дека ми е поголем предизвик бидејќи предизвик се, значи не ми е полесно, тоа исто тешко е, него ми е поинтересно. Пепелашка, да. А би можела да пееш? Да, тоа е тоа, да. Бидејќи таму има колоратура. Да, апсолутно. Сите од Росини, што се хероините на Росини, сите се со колоратура. Тие се улоги за мене и уживам да ги изведувам. Дали дома ќе седнам да ја пуштам? Најверојатно не. Мислам дека најинтересна улога, сите делови на таа улога, за мене е Скарпија во Тоска, нема врска, не е ни жена. Но ако има една улога која што мислам дека е најдобрата улога напишана во литературата оперска како улога, како лик, како музика, е Скарпија во Тоска. Не е Тоска, него Скарпија. Тоа е за мене врв. Интересен е Скарпија многу. Да. Прегаска спомена во најавата дека сте вие што носите панталони буквално и ќе објасниме зошто. Затоа што во минатото се преферирало оние млади детски гласови да ги заменат мецо-сопрани наместо тенорите кои што нели поандрогени биле, поубаво звучеле за таа работа. Вашиот глас е, односно бојата на гласовите е определена од хормоните. Колку тестостерон, колку нели женски хормони и затоа и кастратите ги дофаќаат оние висини. Кажи ми за гласовите кога зборуваме и за она што велиш колоратура што те привлекува. Постојат певици како Чичилја Бартоли, сега во моментот Тереза Берганци истата и таа прекрасни колоратури. Магдалена Кожена. Има. Елина Гаранча. Кога работиш, кога спремаш арии или улога, слушаш некој од нив, те инспирира некоја посебно? Да, генерално слушам повеќе и слушам повеќе извадби за да слушнам различни работи. Например, ако ме интересира за техниката на пеење, чиста техника, значи каква е емисијата на тонот, како е поставена, многу ми се допаѓа Гаранча. Значи, многу пати ја слушам но не се согласувам со многу работи во незините изведби, но бидејќи зборам за италијанскиот вкус, не е постудена малку, тоа не им се допаѓа многу. Значи зборам за таа публика, за тој начин на пеење, но технички е совршена. Значи ако треба да слушам технички некој како пее, слушам например неа или некои други колешки. Ако сакам да слушнам варијации за колоратури, бидејќи народот кај нас не го знае, но Росини не ги има напишано сите тие колоратури, него има напишано нешто и после има милион варијации, а можеш и сам да си ги напишеш варијациите. И сега, за да ми дојде некоја идеја или да викам, не знам ова како да го испеам, како да го искомбинирам, во тој случај Чичилија Бартоли има многу интересни, Джойс Ди Донато, Тереза Берганци има фантастични колоратури, но таа секогаш пее тоа што е напишано, не ги пее варијациите. Така да, од секој по нешто и секој си ствара, нели, после некој време, после со годините си створувам и мојот чувство, да. А инаку во врска со кастратите, тоа е многу интересен момент, бидејќи не е тој феномен што се случува само во театарот, музички, него во театарот воопшто. Едноставно не било пракса жени да станат на сцена. Тоа било проблемот. Проблемот е тој. Да, дека жените не требало да настапуваат на сцена. И тоа де факто донело и дека женските улоги во драмите, значи кои што биле изведувани или оперските драми,
биле играни од мажи, но улогите се женски. Но знаеш ли кој е најголемиот проблем за време на кастратите? Што сите луѓе се полажале дека нели сега децата кастрати биле на цена, како фаринели, се искастрирале премногу машки деца, ама не е само тоа, треба да имаш талент за пеење. Така што имало неколку проблеми. И вториот проблем е нормално, вториот проблем е кога тоа излегувало од мода, да речеме. Така, излегувало од мода после некое време, например, само во регионот на Лацио било забрането, например, ако во Ла Скала одиш, веќе си имало жени на сцена. А во Рим, ако требало во Римската опера да се изведе нешто, не, таму морало мажи. И сега имало уште, значи, некои кастрати, ама имале се помалку работа. И сега некои улоги и во помодерните опери се напишени за кастрати само за да им се даде работа. Леле, не остана уште овие 23 чека да напишаме една улога за кастрати. Навистина е така. И некој од нив има Росини улога. Една што ја напишал и буквално е само еднаш изведен од кастрат и никогаш повеќе, бидејќи толку тој бил последниот. Така. Извонредни критики има за твоите изведби во Италија, велат автентична мецосопранска боја, интерпретацијска длабочина, одлична техника, убави изрази во фразирањето. Фразирањето исто битно за една опера. Колку ти значат критиките и дали си сама себе си свој критичар? Да, јас сум најголем критичар за себе си. Не, да бидам искрена, јас ги снимам, се снимам цело време. Значи, додека пробувам сама, кога пробувам на сцена, цело време се слушам, значи на секоја проба сакам да видам што сум направила. Реално знам, значи од кога ќе заврши представата знам што сум направила, значи не чекам критиката да ми каже демек овде не беше како што треба, знам, значи веќе ми е јасно, настрана од фактот што ние имаме маестро, значи си има диригент што секој ден ќе ти каже, значи нема да се стиска, ќе си каже, што не чини така да кога ќе дојдат више критиките, тоа веќе ти поминало низ организмот, си го сварил, вишта не ти е така да, важни се до одреден степен. Повеќе се важни за публицитет, него за нешто друго. Значи не се важни за мене, нема тоа лично ништо да ми придонесе, но ќе ми придонесе индиректно, бидејќи се публицитет и се спомнува. Името се збори, луѓето викаат, видиш, пеела, не пеела. Ете, од тој аспект да, ама од личен аспект тоа, кога ќе излезе критиката, веќе поминал возот. Така. Извини, прегеска ми излета малку мислата кога споменав за панталоните и за машкото пеење, односно зошто тоа ентравести, нели, пеењето или во со маска, бидејќи се предпочитал гласот. Керубино е во свадбата на Фигаро. Јас мислам дека го имаш пеено, или не? Него немаме се уште изведено. Јариите сум ги пеела сите. Така. А Хензел и Хензел Гретел не? Имам и таа учено кај нас бидејќи беше на репертоар, но не ја испеав. Имам пеено Волпино како машко, значи што ја споменавме, имам пеено Никлаус во Хофмановите приказни. Имам пеено сега најпоследно е Принцот Орловски во Фледамаус. И ти имам 3. Ако ми дојде сега уште некој, ако се потсетам ќе испеам, него тие 3 улоги ги имам пеено и јас искрено одлично се снаоѓам. Напротив, потешко ми е да влезам во некои ликови кои што се поженствени, него овие помажествени, ми се поедноставни мене. Јас како карактер сум така. Еве сега ја подготвувате, споменавме нели на почетокот Дон Џовани. Каков е амбиентот, бидејќи претпоставувам е многу битно кои ти се партнери на сцена, кој ти е диригентот, целата екипа со која работиш. Јасно. Значи, кај нас е поголемиот дел од екипата е од нашиот ансамбл. Среќа и ние сите добро се познавате. Да, од секогаш добро се сложуваме. Бидејќи ако не се служуваме, тоа навистина е проблем, бидејќи ќе страда продукцијата. Да, не може. Едноставно толку си близок, толку ја делиш сцената, глумиш, се прегрнуваш, се бакнеш, не може да се мразиш сега. Треба барем минимум да има, ако ништо друго, почит за да функционира. Не, ако се тече одлично работата сега за сега, кастот е измешан, во главно е наш, поголемиот дел.
убава продукција. Ова е, значи сме ја дале веќе, не е премиера, не е премиерна изведба. Не е праизvedба, туку Не, но долго време не е одена. Така, одамна не била. Може би скоро и 10 години, не знам точно, да. Затоа реков премиера, бидејќи одамна не е била на сцена. Одамна не е одена, но ја како обнова ја здаваме, бидејќи имаме доволно режиски проби и сега цела недела не чекат, и така да јас мислам дека ќе биде одлична представа. Имаш ли омилена опера? Омилена опера? Ако сака да речеме да ја слушаш. Две опери. Сигурно имаш повеќе, сите имаме повеќе. Заради тоа што има многу аспекти кои што може да слушаш. Да, јас мислам како да речеме како лаик, ако јас сакам да гледам, да си уживам, да си гледам приказна, идеални опери се по мене две, Тоска и Джанни Скики. Тие две. Джанни Скики ќе ја даваме сега, нели? За премиера. Зашто? Бидејќи проблемот со оперите, во моje мислење, е времето. Бидејќи кога ќе почне една приказна и кога ќе заврши, тоа може би, например, е проблемот со Боеми. Е фантастична опера, преубава приказна, но како гледач немаш перцепција за времето, бидејќи почнува и сега заљубувањето трае, например, 20 минути, после 5 секунди поминуваат 5 години, например, па потоа умира 20 минути, и едноставно се губи тежината на разделбата, бидејќи поминало кратко време. Додека Тоска се работи за 24 сата. Да. Тоска еден ден. Се случува сега, го гледаш, додека го гледаш, тоа е време, во real time се случува. И заради тоа доживувањето е директно. Не треба да разбереш и сега, после 7 месеци, нема тоа. Значи, додека трае, завршува и тоа е крајот. И истото и Джанни Скики. Джанни Скики не сум ја гледал. Само ја знам Омио Бабино Каро и... Не, тоа е, мислам дека е најдосадниот дел од целата представа, е таа арија. А Тоска на Зефирели исто е на истите места каде што не ли се случува. Оригиналните места, тоа е совршено. А улога што би сакала да пееш? Односно што нели очекуваш дека ќе ја пееш во иднина? Би сакала Пепелашка од Росини, би ми се допаднала. Изабела во Италијанка од Алжир, Италијанин Алџери, тие две би сакала да ги испеам. Бидејќи сега дебитирав Розина во декември, таа ми беше голема желба од секогаш. Барбиери ди Севилја, тоа ми беше голема желба и ми се исполни. И сега следно би биле овие две за мене, навистина би сакала. Но би сакала повторно да извема Далџиза. Мислам дека таа е улога што многу добро ми лежи. Да речеме ете, тие две. Кажи ми, дуетот на Цвекињата е со... Да, исто е мецо-сопрански, Лакме. Во Лакме е... Не, се префрлив сега, да, во Лакме. За Мадама Батерфлај? Не, на ова помислив, ама ми летаат мислите денес. Пред да заборавам, види, боја што те одговара на изгледот. Еден подарок за благодарност. Благодарам многу. Кажи ми, накратко, каков ти е процесот на подготовка? Еве, спомена дека имаше и часови за изговор, за дикција, кои што се битни. Многу. Ја учиш улогата како? Ја преведуваш? Вака, најпрво е нели да се подлечат линиите, бидејќи во една партитура ние ги имаме деловите на сите делници. Секако. Паралелно. Прво е тоа, прв дел. Ги подвлекуваш, тоа трае еден ден. Потоа, за мене лично, ако е на италијански улогата, е да ги забележам сите дупли консонанти. Значи, кога допио т, еле. Тие се многу важни и ги забележувам над текстот за да не ги заборавам, бидејќи во изговорот иако јас зборам италијански, не ми е прв јазик, не ми е ни втор, него ми е трет, се уште знаа да ми избега и затоа прво тоа правам. Прв ден ми е тоа, само не читам, не гледам што ста работи, ништо. Потоа дури преферирам да најдам некоја изведба која што ми се допаѓа, за да видам едноставно драмата за што се работи. Да не ја прочитам, него сакам да ја изгледам. И ќе изгледам целата представа, да видам карактерот, ликот, што сака да постигне и така натаму во представата. Од после преведувам збор за збор. И тоа е многу висто важно директно да знаеш, ако не е на италијански, сега италијански дека разбирам што зборам, но пеам многу улоги се на француски
или ако е на германски нешто, значи треба да го преведам збор по збор за да знам што се изговара. Тогаш почнувам да ги врзувам зборовите со пењето. Сега зависи од тежината. Значи, ако е некоја улога која што е многу повеќе кантабиле, каде што има долги фрази, каде што треба, можам и директно да пеам, бидејќи ние сме веќе музичари, нели сме учеле толку години, знаеме да читаме и прима виста, не треба сега да седам на клавир. Но, кога ќе се работи некој како овие од Росини, таму треба да седиш, бидејќи тоа никој не може да го прочита од прва. Приватно, велиш дека не слушаш, не гледаш многу. Зошто? Заради тоа што ми одзема многу голем дел од животот е работата за мене. Од секогаш било. Значи, викаш некам веќе музика, толку. Не, слушам музика. Не, слушам цело време музика. Јас сум еден тип што цело време слушам музика, но музиката што си ја слушам приватно апсолутно нема врска со тоа што работам. Многу ретко слушам тоа што работам. Значи, ако слушам класична музика, јас многу повеќе го и како млада повеќе го познавав опусот за пианистите, го знаев повеќе него за мене, бидејќи ми одзема многу голем дел од денот во вежбање, во работа, проби, готово. Значи, кога ќе седнам дома, не сакам да чујам тоа. Што те прави среќна? Приватно си имаш син? Да. Кажи ни малку. Сега нема поубаво нешто, значи и тоа нели сите го кажуваат, нема поубаво нешто, нели и така е. И не може додека нели не ти се случи, не може никој да ти го обясни. И тоа е така. Немат зборови кои што може тоа да го опишат, таа радост што може дете да ти ја даде. Во мојата професија, да речеме, од една страна е напорно бидејќи е нели мал, треба да го носам со мене, но од друга страна па е позитивно бидејќи можам да го носам со мене, може секогаш да е со мене. Доколку ако работев некоја друга работа, ќе мораше уште бебенце да го оставам во градинка, си расте со мене, си седи со мајка му, така да сега од една страна е, да речеме, напорно, од друга страна е благослов, бидејќи си седи со... подкован од мал. Да, така да си расте со родителите, тоа е окей. Така да... Мене ми е многу убаво, значи јас си уживам со него. Ме интересира уште како ти изгледа нашата музичка сцена, не само класичната, воопшто и уметноста во Македонија. Како не си само тука, гледаш така, и надвор, баш ме интересира. Јас мислам дека сега во моментот живееме во еден, да речеме, пад генерален на македонската музика што се твори, се твори малку и тоа што ќе се твори не се пласира доволно според мене, не е доволно пласирано. Јас сум голем поддржувач на андерграунд сцената исто, кој што морам да признам се држи подобро него естрадната музика. Так. Значи популарната музика е во пад, додека морам да признам дека андерграундот се уште се држи така за ногти се гребе, ама постои. Класичната музика и нашиот театар е добар пример. Значи немаме секогаш исто ниво ни на посетеност, но ако сме искрени, ни на квалитет. Сега, ако народот, значи, ако ние пласираме добри представи, ќе имаме повеќе публика. Тоа е така и е евидентно. Значи, кога ќе сега во сите овие години, квалитетна публика. Така е. Значи, сега зборам во сите овие години, значи сме имале горе-доле, не било секогаш горе. Така да, и апсолутно тоа се приметува. Значи, кога сме вложеле повеќе труд, проби, кога се работело повеќе музички, ќе сме направиле добар производ, и тоа веднаш имало добар фидбек од публиката, полна биле салите и така натаму. После имало некој пад, и то веднаш се рефлектира. Не можеме ни да речеме, немаме ние публика. Не, имаме публика. Не им нудиме. Не нудиме, да. Значи, така да, апсолутно, се гледа. Значи, сега се гледа сезоната, полна е салата. Нема што, тоа само по себе зборува. Јас ке ти се заблагодарам многу, ужива во разговорот и пред крај само би сакал да ми кажеш неколку збора за крај што би ни порачала.
Би ви порачала, да, ти го отвори разговорот со една реченица што многу ми се допадна. Операта не е само за одреден слој од народот. Туку е за сите. Таа е напишана да ни збори за секојдневните проблеми, да прикажува нормални луѓе, проблеми на нормални луѓе. И јас мислам дека ако ни дадете шанса, мислам дека имаме одлична сезона пред нас сега и во вториот дел, значи во новата година 2026. Мислам дека ќе го правдаме вашето присуство и дека мислам дека можеме да имаме одлична сцена бидејќи имаме многу потенцијал во нашата опера, одлични гласови имаме, така да Пребово кажано, ти благодарам. Благодарам и на тебе. Беше вечерва со нас Николина Јаневска, оперска певица, мецо-сопран. Да се биде успешен и дома и надвор е многу убаво, а уште побаво е да се сака музиката и да се учи секој ден нешто ново од неа. Зашто луѓето, како што кажа и Николина, луѓето го прават, го продолжуваат незиното постоењето на музиката, токму за нас, публиката. До следното издание на Трафика ви посакувам убави денови и весели мигови.